Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастар. Наш вечерашен гостин е пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН, господинот Бојан Стојановски. Добро вечер, господине Стојановски. Добро дојдовте повторно у нашето студио. Добро вечер и благодарам на поканата. Вака денеска председателот на вашата партија, господинот Христијан Мицкоски, обздани нова афера, насловена како 250.000 евра за вице од Рек Битола. Имено, господинот Мицкоски денеска објави документи според кои се гледа како пријавите до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а се доставени од Бирото за јавна безбедност, како првичната верзија е измената и изфрлен цел пасус, речиси цела страна, каде што се спомнуваат неколку имиња и начинот на кој што била рекетирана компанијата. Кои се вашите сознанија? Видете, ова е еден од оние случаи каде што детално се опишува спрегата на институциите кои што сепак на крајот треба да завршат со лично богатење на фамилијата Заеви, нешто кое што ВМРО ДПМН неколку години наназад како инсинуации, како факти го произнесува во јавноста. Морам да кажам дека не сум изненаден од ваквото поведение, мајки ги го предвид претходните афери, Мафија 1, Мафија 2, Рекет 1, Рекет 2, она афера со провизиите, со вакцините, кој што би рекол цело наше соседство почна во јануари со вакцинацијата, а ние почнавме најпоследни. Ова е само еден след на скандалозни околности, како што можевме да видиме во овие пријави, кои што за подобро информирање на јавноста биле фризирани, и можеме да видиме дека првата страна на двете пријави кои што јас ги имам еве тука и пред мене е иста, само содржината е сменета, односно фали оној дел во онаа оригинална пријава каде што е споменато името на братот на премиерот, оној кој што целата македонска, целокупната јавност знае дека е одговорен за ваквите работи во оваа држава и дека не сме ниту еден бизнис или ниту еден тендер или ниту една државна работа каде што треба да се вмешаат одредени приватни оператори, не може да помине без тој човек да даде амен. Овој пат аменот бил изразен во цифра која што можеби е поскромна од оние индикации кои што говорат дека бил и многу вака и би рекол поопширен во барањето на овие цифри, е 250.000 евра. Овде може да се види и однесувањето на оној директор кој што сега беше награден со место во извршниот одбор на СДСМ, како ги упатува луѓето. Вие ја добивте работата, па еве или дајте 50 или 99% од тоа на некоја друга фирма која што е блиска до фамилијата која што е на власт, или платете директно на човекот, еве ви контакт од него. Она кое што е скандалозно што самиот брат на првиот човек, би рекол, на владата во оваа држава им се јавува директно на луѓето, им прети, им вели ве видов таму, имам слики од вас, ако не направите ова ќе се случи тоа, ќе дојде тој да земе тоа, и така натака, што укажува дека ние во оваа држава имаме сериозен проблем, и она 111-то место на Transparency International по индексот на корупција укажува зашто сме таму каде што сме. Верувам дека еден ден, а сум сигурен дека тој ден ќе дојде набрзо, за овие работи ќе има темелна истрага и нека не се лажат овие луѓе дека нема да има одговорност. Затоа што ова мора да запре некаде и ова однесување кое што станува и се позасилено во периодот кој што е позади нас, би рекол неколку месеци, веќе народот тоа го гледа и луѓето веќе не можат да издржат да живеат по ваква пресија и ова што се случува. Така да не ме изненадува, тука можем да видиме и различни имиња со луѓе, посредници од типот на Рамбо и така натака, ама овој организиран криминал и оваа мафија која што има окупирана државата, набрзо ќе дојде крајот. Господине Стојановски, зошто еве до овој момент нема реакција од надлежните? Во најмала рака кога претседател на најголемата опозицијска партија и политичка партија со најголем број на пратеници во Македонското собрание ќе одржи брифинг со новинари, ќе објави вакви документи, во најмала рака барем овие што се подпишани сите лица на овој документ треба да бидат повикани во истиот момент на разговор. Зошто ова не се случи? И нема да се случи се додека СДСМ е на власт. Она кое што е вака интересно, кое што би сакал да го нотирам, денеска преовладува демантот на братот на премиерот и оној демантот овој директор на оваа компанија, кој што ако внимателно го прочитате, ќе видите дека
не демантира дека вакво нешто се случило, туку подробно го објаснува случајот и сам обидувајќи се да се испрепелка и да се извади, се закопува дополнително во кал, затоа што вели дека компанијата која што е во овој случај пријавена, односно компанијата која што требало да добие работата и покрај тоа што не била најдобра во оваа јавна постапка транспарентна, односно компанијата која што требало да ги прибави овие средства, сега во моментот ја работи таа работа во тој комбинат. Нема да има пријави заради тоа што не е ова прв случај, како што кажав, ова на неколку пати се повторува во минатото, затоа што овие луѓе се во една организирана спрега и токму тие кои што треба да се борат против ваквите појавители, ваквите појавувања во општеството, се оние кои што ги организираат. Како вие очекувате да има или некој да ги повика овие луѓе на распит, кога едниот од овие луѓе кој што е тука подпишан бил началник на оделот на МВР за организиран криминал, другата е обвинителка, третиот е не знам што, кој што се уште се актуелни функционери во правосудните органи или органите на прогонот кои што треба да ги расчистуваат овие работи. Народот треба да знае дека расчистувањето на ваквите работи ќе дојде во моментот кога правдата ќе се врати во Република Македонија, а правдата ќе се врати кога ние ќе го исушиме ова мучуриште и ваквите ликови и ваквото однесување ние ќе го испратиме во историјата. Затоа што ова вака како што сега се случува веќе не оди напред. Видовме дека 215 пасоши на цел белосветски џган биле поделени и дека транзитираат се уште во земјите од светот со тие пасоши. Никој не одговараше. Видовме како се барале провизии со документи, па Венко не обидуваше дека е така, па не е така, се уште никој не одговараше, а тоа е така затоа што правдата не е еднаква за сите и ние имаме на тие институции, на тие места луѓе кои што ги имаат узурпирано, кои што служат само на ЗАЕФ и на СДСМ и на ништо друго во оваа држава. Еве околу сите овие примери би надоврзал уште некој, она со поранешниот генерален секретар на владата, господинот Рашковски, кој што беше фатен, слободно може да кажеме, дека трошал стотици илјади евра на софтвери и се исплаќани на компании кои што ги застапувале да тие биле негови патенти и он сам на себе си ги продавал, а плаќани се со народни пари. Да стигнеме до моментот да еве го утрешното издание на неделникот Фокус, каде што има интервју со премиерот Зоран Заев и тој изјавува дека не и верува на Русковска, дека Рашковски ја злоупотребил функцијата. Тука се поставуваат неколку прашања. Прво, кога ќе прашаат граѓаните зашто нема капитални проекти, нема капитални проекти затоа што луѓе кои што треба да управуваат владата цело време размислуваат како повеќе да украдат од граѓаните. Замислете дотичниот поранешен генерален секретар Драги Рашковски наместо да размислува како да ја унапреди работата на владата на Република Македонија, цело време размислувал како да си ги откупи сопствените пронајдоци и она, да видите мизеријата до кое дно е отидена, односно колку сакало да се украде од сопствениот народ, тие лица кои што биле во овие фирми, кои што сами на себе си ги продавале овие софтвери, биле хонорарци во владата, од кои што дел од тие поушали Драги Рашковски ги земал за себе. Понатака ја видов пред да почне емисијата таа изјава на премиерот и тука се поставуваат две клучни прашања. Прво, за кого работел Драги Рашковски? Дали Драги Рашковски работел за Зоран Заев, односно како се она кое што се случува и како што ја отворивме онаа прва афера која што денеска ја извади председателот Христијан Мицкоски на брифингот, сите тие средства завршувале на една адреса, а таа е кај фамилијата Заеви. А втора работа, дали Зоран Заев со ова најавува следен тек на настаните во правосудството, затоа што не треба да не суди дека тоа што ќе го каже Заев, тоа партиско обвинителство нема да го исполни. Овие се две клучни работи, односно три, кои што македонското општество треба да ги следи со големо внимание. Тоа кое што го правил Драги Рашковски, само да потсетам, ВМРО ДПМН ја кажуваше години наназад дека тоа се случува. Зоран Заев вели дека ќе ја почитува презумпцијата на невиност, дека верува дека Драги не е крив. Има една вака поговорка во македонското општество, секој не вие дека со кого си таков си, и јас велам дека тој не е така далеко во вистината во овој случај. А еве што е со оние случаи кој што исто излегува на беше обелодената аферата на брифинг со председателот на вашата партија, со оние издадени пасоши, за кои што се имаше и новинарска агенција од Бразил и од групација од неколку медиуми од неколку држави од Јужна Америка кои што потенцираат дека наркобосови од Јордан, конкретно случајот беше,
патува со македонски пасош. Вие споменавте дека Да. си уште патува. Не е покрената ли некаква постапка да се замрзнат тие пасоши? Видете, најекспедитивно се обидува да ја дефокусираат таа афера, односно повторно по кој знае кој пат најнеспособниот министер за внатрешни работи да се обидат да му ја продолжат кариерата. Уапсија ситни риби, службеници кои што апсолутно немале ниту можност, ниту некаква моќ тоа да го сработат. Ние прашавме неколку пати, не ни беше одговорено дали Седат Пекер, еден од тие кои што довеле пасоши, бил на состаноци во владата. Потоа владата се обиде некако тоа да го демонтира, не одговори. Изјави дека бил на гости дома кај нашиот премиер. Си човекот Нашиот си премиер кажа, вели дека човекот го познава од телевизија. така, ма човекот си кажа дека бил на средба со македонскиот премиер, малте се пофали дека има многу познаници во Македонија. Неколку работи. Прво, имал полициско обезбедување. Кој тоа го дозволил? Не може секој во оваа држава, има правилник, има закон кој може да има полициско обезбедување. Што е тој човек толку важен за да има полициско обезбедување и секаде да се движел непречено? Понатаму, како може човек кој што бил протеран од државата, по 3 дена да се врати, да ја најде полициската станица во Драчево и слободно да се фотографира под идентитет кој што е важен и кој што има адреса во Чаир? Прво, тоа укажува дека он бил во контакт со многу сериозни полициски структури, а второ едно прашање кое што веќе во првиот момент пробаа да го дефокусираат, колку вакви важни идентитети ние имаме во државата и дали тие идентитети решаваат, односно го решаваат победникот на сите изворни соочувања на назад. Тоа е едно сериозно прашање каде што истражните органи мора да дадат одговор, а досега не го даваат. Можевме да видиме дека организаторот на можниот атентат на председателот Александар Вучич и тој имал македонски пасош. Не постои белосветски олош кој што не земал македонски пасош над 215 пасоши, а без тоа да не го Тие што се знаат. Тие што се знаат, кои што до ден денес патуваат низ земјите во светот со тие пасоши. Еве вака сега да поставиме работата. Они велат тоа било од некој минато време. Ако било од некој минато време, ако некој досега не го приметил, тогаш не имаме неспособни менаџерства на овие институции. Како Агенцијата за национална безбедност тоа не го воочува до сега. Кој на тие луѓе им дозволил слободно да се шетаат во македонските министерства, во просториите на македонското министерство за внатрешни работи и да се фотографираат како ништо да не се случувало, а потоа да патуваат од Скопскиот аеродром? Тоа укажува на не само системска неспособност, туку дека некој солидно наплатува од овие луѓе. А кој и кога, верувате дека еден ден ќе се прикаже и ќе се открие пред јавноста и тоа никој нема да избегне таквата одговорност. Некако се чини дека цела оваа политика што се води и големиот број на коруптивни случаи се пречка нашата држава да биде да стане цел на странски инвестиции. Тука кога сме веќе еве кај економијата, вие сте пратеник и сте член на комисијата за буџет. Какви се економските параметри? Не очекува инфлација. Најавено е ново поскапување на струјата. Лани беше зголемена цената на струјата за 7,8%. Годинава се уште не знаеме, чекаме, ќе дознаеме за некој ден колкаво зголемување не очекува оваа година. Бруто домашниот производ беше најавено дека ќе има раст од 5%, растов се испостави дека е 0,5%. Држава континуирано се задолжува, беше издадена еврообврзница. Секоја недела се повлекуваат и десетици милиони евра од домашниот пазар, односно преку издавање на хартии од вредност. Меѓутоа, она што е симптоматично, вчера имаше ново задолжување, државата бараше беа 25 милиони евра, меѓутоа доби помала сума, затоа што веќе и банкиве не се заинтересирани и не веруваат на сопствената држава и да купат хартии од вредност. Ситуацијата е катастрофална и ова не го кажувам како припадник на опозиционата партија, но може да го почувствуваат тоа македонските граѓани. За 10 на 15 дена од сега ќе стигне новиот предлог ребаланс на буџетот. Ние, кога се носеше буџетот за 2021 година, многу подробно, детално, сакавме аргументирано да им објасниме дека така концепиран буџет нема да ги даде одговорите на прашањата со кои што се соочуваат македонските граѓани и македонското постапанство во текот на секојдневието. Тогаш излегуваа со некои проекции за стабилен раст, 5-годишна рамка, 3-годишна рамка за стабилизација. Јас и тогаш им кажував и на министерот и на заменикот за финансии дека такво нешто е
исто како оној шарен буџет на Нина Ангеловска, односно ќе остане само за хартија, па и пратениците од мнозинството не убедува дека ова е најразвојниот буџет, дека ова ќе биде феноменално нешто. Можеме да видиме неколку месеци после тоа што се случува со македонските финансии. Прво морам да ги потсетам граѓаните на Република Македонија дека даноците растат. 3 пати поскапе данокот на имот. Тоа е нешто кое што вие ако имате, би рекол, друг објект кој што не ви е доминантен во вашето живење, ќе ви стигне едно известување дека доколку за 6 месеци не го издадете, ќе бидете даночени 3 пати поскапо тоа што е сега. Можевме да проследиме изјавата на Фатмир Битики, вице-премиерот задолжен за економски прашања, дека повторно треба да се враќа оној прогресивен данок, кој што една година по неговото имплементирање беше катастрофален за македонското општество и видовме дека многу фирми се регистрираат и во соседството. Сега ако нешто е катастрофално, потоа се враќа назад. Можеме да видиме дека повторно ќе се поскапи струјата. Струјата е основен енергенс кој што поттикнува и зголемување на инфлацијата, поттикнува зголемување на потрошувачка кошничка и секој македонско семејство ќе биде оптоварено за плюс трошоци кои што во овој момент можеме да видиме дека растот на платите не го следат растот на трошоците, што де факто влијае на зголемување на сиромаштијата. Понатаму имаме секојдневни задолжувања за секакви работи. Велеа ние ќе го стабилизираме за задолжувањето, не само што не го стабилизира, туку тоа продолжува и да се зголемува. Оно кое што е загрижувачки, сега сакаат да протнат едно законско решение за продажба на земјоделско земјиште. Тоа треба да докусури македонската суверенитет и македонската државност. Ние не знаеме кој ќе може да купи тоа државно земјиште. Оно кое што е важно дека собственоста е регулирана со Уставот на Република Македонија и тука ќе се отворат низа на прашања кои што нема да можеме ние да ги решиме. Се на се, еве да се фокусирам само на еден дел од ова секој што го кажав. Не знаеме втората половина на јуни треба да знаеме колкав ќе биде предлогот за зголемување на електричната енергија. Прво беше 7,5%, ние одржавме многу протести, ние исмеваа провладините мегафони и самата влада, протести прават за оваа зона. Сега очекуваме скоро па исто или можеби поголемо поскапување на струјата, што ќе значи дека ако вие ја накачате струјата за 10%, еве да речем произволно, а ќе биде многу повеќе, тоа значи дека за 10% ќе се накачи цената на сите оние прехранбени производи и на сите производи кои што се во малопродажба. Платите не растат, а трошоците паралелно ќе растат и тоа ќе допринесе за зголемување на сиромаштијата. Сме презадолжена држава, сме држава во рецесија, одамна е надминат психолошката бариера, односно оној мастришки стандард за високо задолжена земја. Не создаваме 6200 затворени компании, 60.000 луѓе кои што се невработени, имунизацијата споро оди. Во услови на пандемија вие морате да имате силна имунизација за да можете да стабилизирате економијата, тоа кај нас не е случај. Капитални инвестиции нема, не се вложуваат пари во општеството, не се отвараат работни места, не доаѓаат странски директни инвестиции, имаме нето одлив додека нашите соседи кои што учеа од нас пред 5 или 6 години како се носат странски инвестиции, носат инвестиции од половина милиарда, од 1 милиарда, ние каскаме, ние на овој начин со однесимо во хотел парк на вице 250.000 евра, не можете вие да донесете странски инвестиции, а сите економисти и оние кои што имаат базично знаење од економијата, знаат за да вие се извлечете од едно фијаско во кое што се наоѓате, треба да се потпрете на две вака, би рекол, столбови. Првиот е на силно финансирање на капитални инвестиции, нешто со кое што владата на ВМРО ДПМН ја помина онаа силна европска и светска должничка криза, а второто е на носење на странски директни инвестиции кои што треба да внесат свежи пари во македонското општество. Нажалост, ние тоа не го правиме. Имаме аматери во Министерството за финансии кои што го управуваат невработените секоја чест, имаме многу компетентни луѓе, ама фијаското што се случува во социјалата, во образованието и во здравството е не помалку застапено и во секторот економија и финансии. Кој е излезот од оваа економска криза, пошто очигледно е дека не чекаат многу тешки времења? Излезот, многу пати ова го повторуваме, можеби ќе станеме доследни, но македонските граѓани мора да знаат дека се додека е оваа влада и овој премиер, излезот од оваа ситуација нема. Излезот е ден поскоро оваа влада да се смени, да падне и да дојдат луѓе кои што прво ќе бидат честни, второ ќе сакаат да работат за својата држава, а трето да се засукаат ракавите и прво да се направат поволни услови, прво да се врати оној данок кој што ВМРО ДПМН силно го поддржуваше,
а потоа да се намали, да се види можност да се намали на 8%, да се создадат максимални услови за странските директни инвестиции, а второ е да се соберат сите оние пари кои што остануваат во девастираниот македонски буџет, да престане крадењето, да престане набавување на нови возила, да престане набавувањето на луксузирањето на државната сметка и сите тие пари да се пренасочат во реализација на капитални инвестиции. Би подсетил, Кичево, Охрид, автопатот, почнат во времето на ВМРО ДПМН. Таму имаше над 500 машини, над 1200 работници едно време. Цела таа околија работеше и целата таа околија живееше од тој автопат. Сега излегува министерот за транспорт и брутално лаже дека над 300 машини, 700 работници, па една македонска новинарска би рекол 360 машини и 720 работници. Ви благодарам на исправката. Пута два. Тука, да, ги кажува човекот како ќе му текне така, нема ниту еден работник. Проектите се стопирани. Веднаш мораме да почнеме со капиталните инвестиции. Во оваа држава да се почне да се гради, да почне да се развива, да почне да се реализираат ветувањата, да се бустира тој градежен сектор кој што покрај како доминантен сектор обработува уште 26 сродни гранки, да почне да се развива економијата, да се помага стопанството, да се слушаат коморите, да се слушаат сите сектори приватни бизниси, да ги базираме оние мерки на помош од владата согласно нивните уверувања и нивните барања. Не само ние да излеземе и видете ние ќе пуштиме 5 и 6 пакет со 16 сектори, а потоа секој ден да ни штрајкуваат луѓе кои што се на одредени дејности кои што не се задоволни, односно тие мерки не се концепираат како што треба. Тие пари некаде завршуваат, ама не завршуваат кај граѓаните. Ние мораме тоа да го почнеме ден поскоро. Затоа мора да има тим на луѓе кои што знае и тим на луѓе кои што ќе дојде од светски гиганти кои што на одговорни позиции кои што знаат како тие луѓе да ги убедат и да создадат услови. Ке потсетам, во економскиот тим на ВМРО ДПМН беа луѓе кои што работеа во светски гиганти. Луѓе кои што заработуваа многу во странство, а се вратија тука за символична плата сакајќи да ја помогнат на Република Македонија. Луѓе кои што донесоа многу ноу-хау. Луѓе кои што од сабале до вечер работеа за да донесат еден инвеститор повеќе. Па едно време не нарекуваа лопатари, па досадни ви се говорите, секој време зборувате за одредена нова фирма, за колку вработувања, па ги викаа концентрациони логори, за потоа да се види дека само кај тие места кои што, односно тие компании кои што владата на ВМРО ДПМН ги донесе одат и се сликаат, од другата страна вие ги имате тука индустрии, аматери од типот на Самка Ивраимовски, Љубе Бошковски и така на така не би сакал да ги набројувам, кои што не знаат еве да објаснете на просто економско движење, а камо ли да донесете на таков гигант да вложи во оваа држава. И нема да не биде и нема да одиме напред се додека овие луѓе се тука и тоа мора да се разбере. Додека Зоран Заев и овие би кажала материја оправуваат економијата и финансиите во Република Македонија, приватниот сектор ќе пропаѓа, платите нема да растат, сиромаштијата ќе се зголемува и нема да има капитални инвестиции. Еве дали очекувате со новиот ребаланс на буџетот да бидат намалени оние пари за капитални инвестиции, односно тие сигурно најверојатно ќе бидат пренаменети во социјални трансфери? Пред отприлика 3 недели видов еден податок продуциран од една државна институција. Јас им кажав и на колегите и при првата седница на Комисијата за финансирање на буџет и на пленарната седница дека секогаш заради фер да кажа известување на јавноста и да не обвинуваат дека ние произнесуваме невистини, ќе се служам со бројки кои што произлегуваат од официјалните државни институции или од официјалните представници на власт. И најчесто се служам со бројки кои што ги каже министерот за финансии, вице-премиерот за економија, министерот за економија, дека само 11 или 12% од државните институции имаат одредена искористеност на ставката капитални инвестиции, а додека стотина инвестиции имаат символично по денар-два колку само да се најдат во тој регистар, и дека многу малку од државните институции ги реализираат тие средства за капитални инвестиции. Тоа укажува на тоа дека ние немаме способен менаџерски тим кој што знае да ги администрира. Од она кое што го знам, се уште не е стигнат предлог ребаланс буџетот во собранието, од она кое што можев да го увидам вака што го продуцираат и што го пуштаат како пробен балон во македонските медиуми, дека овој пат ќе се земат тие средства од ставките за капитални инвестиции, ќе се пренаменат во некои други сектори кои што можеби ќе одат во насока на предизборен подкуп. Ги промашуваат приоритетите, нема да ги реализираат капиталните инвестиции. Ќе ги потсетам на сите оние ветувања кои што ги дава, јас лично ќе ги потсетам и кога ќе дое време и за ребалансот на буџетот да влезе во комисиска расправа и во пленарна, на сите оние ветувања што ги дадоа дека ќе ги отпочнат, ништо не е почнато и тие пари наместо да отидат во оној импут на општеството кој што треба да ни избави од оваа криза, повторно ќе завршат
во џеповите на луѓето блиски на власти. Тоа е поразително. Ај сега да оставиме еве на уште еден проблем. Тоа оној проект на министерката Царовска за дигитализација на македонското образование. Процес што се спрема неколку месеци. Никој од нас не знае од септември како ќе изгледа македонското образование. Она каде што се запнати работиве на реформите за четврто оделение, што денеска тоа истото го посочи и председателот на вашата партија, господин Мицкоски, дека дури да би се најмил и Бил Гейтс со неговата екипа, од денеска нема да стигнат до 1 септември да ги направат тие реформи и да биде спроведена дигитализацијата. Денеска имаше протест на родителите од 18 часот, не само во Скопје, во неколку градови низ државава. Голема група на луѓе кои што се борат за правата на своите деца, меѓутоа не наоѓаат разбирање кај министерката Царовска. Тие неодамна има и закажано средба со неа, таа не ги ни удостои да им се појави на средбата, испрати само нејзини представници. Видете, однесувањето на министерката, ова е проблем кој што е месец и половина, скоро 2 месеца присутен во македонското општество и незиното однесување укажува на генезата на тие функционери, дека нив ги интересира личниот рейтинг, личното богатење и онаа ароганција што ја прикажува према родителите, мене ми е толку невкусна и толку надврвака од она што јас би го карактеризирал како нешто соодветно. Простете што ќе бидам малку поширок и сум поширок во контекстите, но сакам да бидам многу јасен за граѓаните кои што не следат. Прво, таа жена е на неколку високи функции во изминативе години, министер за труд и социјална политика, вице-премиер за економија и сега министер за образование. Јас би ги повикал граѓаните да се сетат на 3 проекти кои што биле успешни во нејзиното водење на тие ресори. Нема. Оваа мерка е прво радикална, а второ јас би ја оквалификувал како анационална, затоа што оваа мерка иде директно во насока на сузбивање на национален идентитет, националниот идентитет, прво на македонскиот народ, а потоа и на сите етникуми кои што живеат во оваа држава. Јас би кажал вака: денеска видов една пресконференција од една пратеничка, онаа која што ја донесува во скафандер во собрание, каде што она обвинува дека ние протестираме, дека ние ги инструираме или инструираме родителите, многу греши. Многу грешат што ги навредуваат оние кои што се најзасегнати. Прво, протестите не ги организира ВМРО ДПМН. Второ, тоа се родители кои што се загрижени и кои што заради таа нивна ароганција сега ќе им организираат референдум и се надевам дека тој референдум ќе се одржи, па народот на Република Македонија ќе може преку непосредно гласање да им каже дали оваа мерка е добра или не. Позади оваа мерка и позади ваквото водење на инат, според мене се кријат две работи. Првата е пари. Тоа е лајт мотивот на сите функционери и лајт мотивот на оваа влада. Не одговорија на прашањето дали позади овој процес на дигитализација се крие бизнес со фирми од Хрватска кој што тежи 125 милиони евра. За висок функционер за се, на власти, за подпредседател на СДСМ, чиј сопруг би кажал фаќа тендери во градот Скопје за да снима болни дрва, воопшто не би ме чинело, затоа што тоа е далеку помала цифра од оваа која што е сега тука. И веројатно тука повторно некој на некого ќе му каже да се пријави на рецепција во хотелот Вила Парк, мислам дека така се викаше. А второто е редефинирање на македонскиот национален идентитет, односно тоа е како обврска што го има земено оваа влада од моментот кога е стапната нелинденска безброј. Го променија името, воведоа одредени закони кои што директно идат на штета и на редефинирање на македонскиот национален идентитет, ова е последното. Тука би сакал да кажам дека се менува целосниот концепт на предметот историја, на предметот географија, па се уведуваат други содржини под плаштот на дигитализацијата, а ние имаме сега во овој момент кога се прави дигитална настава, голем дел од ученици кои што немаат можност да следат дигитална настава. Еве вака ќе кажам. Исправете ме дека ако грешам, мислам дека нашиот универзитет не се наоѓа ни во првите 1000 во светот по Шангајската листа. Не. Тоа е поразително. Понатаму, еве да ги земеме првиот универзитет, примерот каде што ние треба да учиме, тој е универзитетот Харвард. Најдобриот универзитет неколку години наназад по Шангајската листа, која што има најголема реноме и најголем, би рекол вака, најголема почит од сите оние од таа афела. Но универзитетот на Харвард нема дигитални учебници. И таму оние студенти кои што учат се образуваат од учебник кој што го имаат пред нив. Па не за џабе сите професори из целата стручна фела која што укажуваше дека тоа не треба така, не го кажуваат. Сите нивни тврдења се базираат на аргументи, на факти, на истражувања. Еве јас вака ви кажам. Дури они велат
од ману еве академиците што излегоа против ова, оние професори, онаа јавна расправа кој што само кажува дека е најголема во историјата, каде што 80% беа против, освен оние нивни апологети кои што се платени на нивните списоци, треба да ги повикаат. Треба да направат една широка дебата и да се постигне еден широк општествен консензус каде треба да се движи македонското образование. Они велат ова е фински модел, па потоа финската држава не демонтираше дека не е. Потоа викаат автохтон модел кој што е смислен преку ноќ. Јас велам често една работа. Господ да им е напомош на сите оние ученици кои што треба да учат по автохтон модел смислен од Зоран Заев и од Мила Царовска. Ова не е добро. Им порачувам и ги замолувам да ги повикаат сите оние професори од стручната фела и сите родители, па и оние средношколци кои што видов дека во последно време излегуваат и средношколците кои што не се согласуваат, да ги повикаат, да отвориме една дебата, сите да ги кажеме нашите забелешки, да разговараме и да го примениме моделот кој што ќе биде консензуален за сите. Ваква реформа во образованието нема да донесе ништо друго освен повторно стотици милиони евра потрошени народни пари. Законот за измени во образованието најавија дека ќе биде донесен предложен со европско знаменце. Па, видете, многу пати сме збореле за тоа, за злоупотребата на европското знаменце, нешто што е нотирано и од извештајот кој што ни доаѓа од Европската комисија. Така да не ме чуди, тоа е нешто кое што граѓаните треба да знаат, согласно деловникот го скратува рокот за дебата. Треба да го пуштат во постапка која што ќе дозволи и она мислење на јавноста да биде имплементирано и инкорпорирано. Што би кажал, освен насилие, можете да видите како се однесуваат, арогантно, дрско, не ги ценат ниту родителите, ниту стручната фела, ама треба да знаат една работа, такво насилничко однесување нема да вроди ништо добро, а ВМРО ДПМН веднаш после доаѓањето на власт ваквите неправди ќе ги исправи. Да, вие често како политичка партија и како опонент на власта сте обвинети за обструкции во македонското собрание. Еден од тие случаи од тој закон за армијата. Што конкретно, што е позадината? Благодарам на можноста што ќе ми ја дадете малку пошироко да објаснам, заради тоа што во изминатиот период доста комуницираме со припадници на армијата. Обвинети сме од Министерката за одбрана и од мнозинството дека го кочиме, и тоа не е така. Прво мораат сите припадници на армијата да знаат дека тој закон е неуставен и дека доколку биде донесен во ваква форма, утре некој ќе го обжали на Уставниот суд. Уставниот суд ќе го врати како неуставен заради тоа што по пред уставот, членот 20 на Уставот на Република Македонија, ние сме сите еднакви пред него, а членот 89 на предложениот закон од Министерството за одбрана иде директно во спротивност на тој член. И тој овој закон вака поднесен нема да им го реши проблемот на војниците. Ние предлагаме неколку суштински измени, имаме 4 суштински амандмани. Меѓу другото е овој неуставен член да биде тргнат. Понатака е припадниците на армијата да можат да остварат право на пензија со 40 години стаж или 55 години старост. Понатака да се нивелираат пензиите на оние кои што работеле во армијата од нејзиното доосновање до стапувањето на сила на овој закон, нешто со кое што имавме низа на состаноци и со иницијативниот одбор на пензионираните војни лица и со синдикатот на истите, а понатака она кое што исто така доста важно, да се тргне ново предложениот член на унапредување, каде што министерката ќе има директна можност она да одлучува кој ќе биде унапреден наместо решението по стариот закон. И ние вака направивме, рековме луѓе, еве ги овие 4 амандмани, разгледајте ги на комисијата, кажете дали ги прифаќате и поднесовме предлог законско решение кое што е исто како законот кој што е предложен од Министерството за одбрана, само со инкорпорирани овие 4 забелешки. На претходната седница на парламентот јас лично побарав измена и дополна на дневниот ред за да овој закон биде ставен и веднаш да го изгласаме и да ги решиме проблемите на сите припадници на цивилниот и на војниот персонал на армијата на Република Македонија, за да можеме да им дадеме 1000 евра на војниците за секоја година помината во армијата, за да може да ги решиме овие проблеми. И она загрижено мнозинство кое што не обвинува за кочење на законите, гласаше против. Често сте вие конкретно обвинети за обструкции, меѓутоа еве конкретно зошто власта не ги прифаќа вашите предлози? Еве, денеска и господинот Мицкоски најави дека вие како, доколку тоа не го предложи власта, вие како
пратеничка група во собранието ќе предложите намалување на ДДВ-то на електричната енергија од 18 на 5% за да се намали оној ценовен шок. Меѓутоа секогаш на нож се дочекувани овие ваши предлози од власта. Па би рекол ароганција и самобендисаност, Предраг, затоа што може да го видите нивното однесување во изминатиот период. Во овие, би рекол, скоро 5 години нивно владење и суровото вртоглаво богатење на нивните членови на раководството ги имаат одлепено од реалните проблеми на македонскиот народ. И нив поскапување на струја, давање можност на војниците, давање можност на здравствените работници, давање можност на оние кои што се лечеле по приватните болници во овој ковид период, да им се намалат трошоците и нешто да им биде рефундирано, не го гледаат како нешто природно, затоа што тие не се симнуваат помеѓу граѓаните. Ние имаме цело време активности, идеме секако пратеници по села, се сретнуваме со луѓето и знаеме што е нивната мака. Овие луѓе си имаат одлепено од реалноста. Овие луѓе не ги перцепираат проблемите на граѓаните и затоа се однесуваат вака како што се однесуваат. Они ги следат само желбите на еден човек. Еве да видите, нема да гласаат за овој закон за армија, нема да гласаат за оние предлог законски решенија кои што ние ги нудиме, но ќе гласаат за лиценци, ќе гласаат за низ за други работи кои што треба да дозволат богатење на нивните партиски пајташи и политички соработници. Поразително за македонското општество. Навистина не знам каде овие луѓе тераат, дали овие луѓе нешто размислуваат и се надевам дека ден поскоро или ќе запрат малце, ќе видат каде ја водат оваа држава и колку овој народ е осиромашен и има реални проблеми кои што го тиштат, или ќе треба ние заедно со поддршка на народот да ги тргнеме од местата каде што се сега. За тоа што обвинуваат за блокирање или за кочење, ние ќе не би рекол дека прво не е ни блокирање, не е ни кочење, туку е деловничка можност дадена по деловникот на сите партии. Ние ќе продолжиме со заради сите оние законски решенија кои што не се добри и кои што ќе му го отежнат животот на граѓаните, а за ДДВ-то убаво кажавте, ние ќе пробаме да им помогнеме на граѓаните, па ако има ново најавеното поскапување ќе биде жестоко како што најавуваат, ние ќе предложиме ваква измена, барем во тој дел да интервенираме во намалување на цената, која иначе ќе биде навистина голем шок за секој семеен буџет. Еве за крај, господин Стојановски, дали ароганцијата власта ќе ја плати со пораст на локалните избори кои треба да се одржат втората половина на октомври? И тоа како? И тоа како, без разлика што се јачаат внатре во партиските редови и што ги имаат потегнато за уши оние нивни неработници од градоначалници кои што 4 години ги преспаа, па сега со така некои најавени офанзиви сакаат да го променат јавното мислење, мора да знаат дека паралелно со развивање на плурализмот во Република Македонија и политичката култура на граѓаните се променуваше и еволуираше и оди на многу подобро. Македонскиот гласач на овие локални избори ќе ми испрати пораката дека за да гласаат за некого треба да има 4 годишна континуирана работа, а не само пред избори да се појавува со магично стапче и да се убеди дека на тој начин ќе го излаже сопствениот народ за сето на 4 годишно неработење. Јас можам да кажам следново, ние имаме почнато со многу средби со граѓани, контактираме, комуницираме. Проопозицијското расположение на теренот е секаде во сооднос од 2:1 или многу повеќе од тоа. Граѓаните сакаат промена на власта и сакаат промена на локалните власти. Доста им е од расипничко однесување, доста им е од криминал, доста им е од тендери каде што нема да ги објавуваат единичните цени, затоа што можеме да видиме дека конкретно во општина Ѓорче Петров една корпа за отпадоци е платена 100 евра, во општината Аеродром дека се платени баснословни суми за единични цени за одреден артикал. И граѓаните на овие локални избори ќе покажат дека сакаат да изберат луѓе кои што се честни, модерни, урбани, неискомпрометирани и ликови кои што ќе работат за нивните потреби. Дали е можно и одржување на предвремени парламентарни заедно со локалните? ВМРО ДПМН и коалицијата прави се што е можно за одржување на таквите избори, за кои што гледаме дека Зоран Заев бега затоа што знае дека жестоко ќе ги изгуби. Еве ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани на Република Македонија кои што не се задоволни од оваа влада, да најдат најмал земјички содржател во желбата на ВМРО ДПМН да ја промени власта. Не ги повикувам да гласаат за ВМРО ДПМН, може да најдат слободно друга опција која што честно се бори за интересите на македонскиот граѓанин, но сепак нека ни помогнат за да издействуваме предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Ви благодарам, господин Стојановски. Ви благодарам и на вас за поканата.
Почитувани слушатели, вие го следевте најновото издание на емисијата Филибастер. Денеска е 26 мај 2021 година. Техничката реализација на Јана Јанков, а тонската реализација на Горан Лазаровски. Имајте убава вечер.